Вие ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости, а наша денешен гостин е господин Стефан Андоновски, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН. Со господинот Андоновски ќе разговараме на најактуелните теми, како и на теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Андоновски ќе зборуваме за самитот, за процесот за соработка на Југоисточна Европа, кој се одржа во Скопје, како и за пораките кои се испратија преку заедничката декларација. Ќе зборуваме за критиките од страна на СДСМ и Левица за наводни двојни аршини упатени на адреса на парламентарното мнозинство, како и до се уште не формираната нова влада, како и гласините за некаков договор, дуи да биде дел од новата влада. Ќе зборуваме за новото правило на Бујар Османи за мајскиот договор и за неговиот бесплатен совет. Ќе зборуваме за чекорите на владата, кои треба да овозможат целосно функционирање на министерствата, а ќе зборуваме и за постоечките 1371 институција со преку 128.000 вработени, како и за добивање на државјанство на оние кои досега не им било дозволено да го добијат. Ќе зборуваме за предлог законот за измена на законот за локална самоуправа, а ќе зборуваме и за енергетскиот форум. Ќе зборуваме за можност од исклучување на Бугарија од Советот на Европа поради неисполнување на зададените задачи поврзани со пресудите на Судот за човекови права во Страсбург, поврзани со регистрацијата на македонските здруженија во Бугарија. Ќе зборуваме за изјавата на Кренар Лога дека Европската Унија и САД нема да прифатат распуштање на судскиот совет и советот на обвинители, како и за неговата изјава дека до година заедно со локалните ќе имало и предвремени парламентарни избори. Ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 минути, почитувани, ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Стефан Андоновски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Андоновски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, јас ве слушам одлично, се надевам дека комуникацијата е воспоставена и голем поздрав до вас и до сите ваши слушатели и гледачи на уште една убава емисија. Јас се вклучив малку порано, па имав можност да слушнам дел од музиката. Верувам, уживавте така. Добро ви утро од мене, господин Андоновски. Ви благодариме што и денес сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Навистина ни причинува огромно задоволство што сте заедно со нас. Се надеваме дека и денес ќе го задржиме вниманието на сите нив. Па се надевам и јас ќе се обидам да одговорам на вашите прашања. Кога сте веќе ка прашањите одговорите, доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и доколку сметате дека на нив треба да одговорите, сте добродојдени тоа да го направите. Секако. Благодарам. Пред некој ден заврши дводневната конференција, односно самитот за процесот за соработка на Југоисточна Европа, која се одржа во Скопје, а како председавач беше Македонија, која сега пак палката ја предадава на Албанија. На овој самит учествуваа шефовите на држави и влади од Југоисточна Европа. Завршната пресконференција заедно ја одржаа председателката Гордана Силјановска-Давкова со нејзините колеги од Црна Гора и Албанија. Како гледате на оваа конференција? Што порачаа тројцата председатели и какви пораки се испратија преку заедничката декларација од оваа конференција, особено околу проширувањето на Европската Унија? Па позитивно можам да го оценам овој настан. Беше прва шанса на председателката Силјановска-Давкова да биде домаќин на определена група на високи представници на државите од регионот и за нејзино лично запознавање со нив, комуникација, но и испраќање на важна порака, а тоа главно е пораката дека не треба да се заборава просторот на Југоисточна Европа во процесот на евроинтеграција, затоа што некако последниве години повеќе гледаме заборавање на овој дел од Европа, додека Европската Унија се завртува кон државите како што се Украина и Молдавија, Грузија, па дури
кон делот кој што природно не сме го сметале дека е дел од она јадро на Европската унија, некако Западниот Балкан или Југоисточна Европа остана малку подзаборавени или пак се држави кои што во зборови се дел од европската перспектива, но не и во дела. Па се надевам дека ваков тип на настани на кои што гостуваат шефови на држави и влади од регионот ќе биде добра можност да се испрати таа порака. И ќе се надам дека и во иднина ќе има ваква организација, но и се надам на присуство на европски представници на ваквите настани. Така што мислам дека е позитивно и декларацијата одеше и во таа насока. На овој самит присуствуваше и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис. Како ќе го прокоментирате тоа што тој не оствари ниту една билатерална средба, ниту со претседателката Гордана Силјановска-Давкова, ниту пак со министерот за надворешни работи во заминување Буер Османи, и како ќе ја прокоментирате неговата изјава дадена за државната РТ дека Грција ќе го поддржи патот кон Европската унија на земјите од Западен Балкан? Па, тоа оди на линија на она што го кажа и неговата заменичка, која што беше тука 2 дена за самитот, која што па претходно е поранешна амбасадорка на Грција во Македонија во периодот до 2012 година. И јас имав можност да забележам дел од незините изјави во кои што се вели дека Грција треба да биде најголем пријател на проширувањето и пријател и на Македонија. Знаете, во изминатиот период заради изборите главно во Грција, навистина имаше дел од негативни коментари кон Македонија и малку и навредливи. Јас ги коментирав и во една друга изјава и позитивно можам да оценам тоа што сега наративот е драматично променет, односно е нормализиран, да речеме, почитувајќи не како држава и со тоа што воопшто и дојдоа како представници на Грција на овој настан. Навистина кратка беше посетата на грчкиот министер и немаше средби освен учеството на овој самит и кратката средба со претседателката Силјановска-Давкова на самиот самит, но не и билатерална средба. Видете, односите меѓу двете држави се, можам да кажам, се градат. Не се ниту изградени, ниту добри, ниту пак се лоши како што некогаш биле во минатото, но за тоа потребна е добра волја од двете страни. И ова се навраќам на Преспанскиот договор, на нешто што Македонија многу брзо го прифати, го реализираше без консултации со граѓаните. Македонската влада ги направи сите потребни промени, додека од грчка страна не гледавме толков ентузијазам за подобрување на односите и не исполнување на нивните задолженија и обврски кои што ги има. И заради тоа е тоа чувство кај македонците на фрустрација, на притисок и на немање добри односи. И второ, навистина беше лош односот во рамки на нивната кампања, каде што отидоа безпотребно се радикализира и безпотребно започна со навреди кон македонската влада, новата македонска влада или пак Македонија генерално. Така што се надевам на нормализација на односите и се надевам на нивно почитување на обврската да бидат добар сосед на Македонија. ВМРО ДПМН, уште не дојдена на власт, се соочи со многу критики, почнувајќи од заклетвата на Африм Гаши, кој заклетвата ја кажа прво на албански, па дури потоа на македонски јазик, се до последните критики поврзани со она што се случуваше на втората пленарна седница со изгласување на предлог законот за измена на законот за организација и работа на органите на државната управа. Критиките пред се доаѓа од пратениците на СДСМ и Левица, обвинувајќи дека сте имале двојни аршини. Едни кога сте биле опозиција, а други кога сте на власт. Како гледате на ваквите критики поврзани со овие два случаи, особено дека не сте биле транспарентни и дека за предлог законот сте ја исклучиле експертската јавност? Па, прво, ајде околу изјавата или заклетвата на Африм Гаши претседателот на собранието, мислам дека беше од страна на организаторот на настанот или на организаторот на самата седница, многу повеќе мислам заради неискуство, му беше сместена оваа позиција на Африм Гаши. Не мислам дека имаше самиот план да постапи на овој начин, иако и претседателот Мицкоски кажа неприфатливо е да прво се прочита изјава на албански јазик, па потоа на македонски јазик, и мислам дека со коментарите на наредните неколку денови Африм Гаши ја објасни својата позиција.
Познавајќи го лично човекот, знам дека се работи за патриот кој што си ја сака Македонија, независно што доаѓа од друга етничка заедница, и се надевам дека во наредниот период ќе има простор тоа да го покаже во пракса за луѓето да забележат за каков човек станува збор. Се надевам дека нема да влезе во овие теории или заговори кои што дел од неговата околина може да ги пласира, и се надам дека ќе успее да излезе од тоа. Што се однесува до законот за организација и работа на органите на државната управа, тој закон или како идеја, тој концепт веќе многу долго време се разговара во Македонија, затоа што ние го предложивме уште во нашата програма платформа 1198, која што беше презентирана пред граѓаните, пред невладините организации, пред синдикатите, на бројни средби, уште пред почетокот на кампањата. Концептот за реорганизација на Министерството, председателот Мицковски го кажа уште пред крајот на минатата година, што значи имаше добри 6 месеци во кои што некој можеше да искоментира нешто негативно за институциите, да не формираме Министерство за спорт, да не се фокусираме на спортот, да не формираме Министерство за енергетика, да не се фокусираме на енергетиката и на енергетската независност на Македонија, или ако сакате за дигитална трансформација, да не се дигитализира општеството, да останеме како во 19-тиот век со комуникација на институциите преку хартија и преку печати, така што можеше, јас не слушнав искрено таков коментар, а имавме бројни средби со голем број представници. И вториот дел околу дебатата, јас можеби ќе се согласам дека можеше да се гласи и наредниот ден, не беше никаков проблем, 5 дена по правило трае дебатата, но истата се исцрпи. Можам да ви кажам дека СДСМ, Левица има секоја можна шанса да дебатираат за овој закон, да поднесат амандмани. Левица поднесе само еден амандман кој што им беше отфрлен, така што освен тоа нема никаков коментар во рамки на собранието. Например, СДСМ можеше да поднесе 20-25 амандмани, па да ги дискутираме тие амандмани, да видиме што е во суштината на истите, но тие не поднесоа амандмани, земаа збор на пленарната седница, има своји споделувања, дискусии, размислувања и така натаму. Скоро никој од нив суштински немаше коментар, бара паузи постојано, што значи дека немаше желба за дебата од нивна страна. Така што кога се исцрпи дебатата, следствено на тоа дојде гласањето, бидејќи беа присутни пратениците во салата, се премина кон гласање. Не баше да биде никаков проблем да се гласа и во сабота или пак во понеделник или вторник, но навистина дебатата беше исцрпена. Јас ќе се согласам дека за поголема реформа на институциите потребна е вклученост на сите засегнати страни, но како што кажав и неколку пати, овој закон само ја отвара вратата за таа реформа, што значи не ја прави самиот закон, не ја прави целата реформа на државната администрација, туку го започнува процесот на реорганизација на институциите, и се надевам дека во наредниот период сите овие засегнати страни кога сега толку бурно реагираат, но ниту еден, верувајте ми, не видов кој реагираше за суштината на законот, туку само за гласањето. Се надам дека ќе бидат поактивно вклучени во коментари, во споделување за белешки, во давање совети, за да направиме секако идејата на сите нас е да направиме подобри закони и подобра реорганизација. Напоменавте дека Африн Гаши има можност во иднина да се докаже, а после тоа што го направи со заклетвата, приметивме дека на средбите со амбасадорите кои што ги имаше, секогаш го употребуваше македонскиот јазик. На македонски јазик дискутираше со нив, со преведувачи од македонски на англиски. Да, го познавам човекот малку подолго време и се надевам дека и јавноста ќе може да запознае за каков човек станува збор и дека ќе има позитивен впечаток. Иако стартот ќе се согласам и јас не беше можеби најдобар. Господине Андоновски, како ќе ги прокоментирате гласините кои најверојатно се пуштени од којните на СДСМ и Левица, дека ДУИ на некој начин ќе биде дел од власта, бидејќи го поддржаа предлог законот? Како ќе го објасните тоа што 6 пратеници од ДУИ и 20 пратеници од Европскиот фронт го поддржаа предлог законот и покрај тоа што коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, во која коалиција постизборно се придружија движењето Знам и коалицијата Вреди, тврдеа дека има двотретинско мнозинство. Па, овде можам од прва рака да коментирам, затоа што бев присутен на средбата со представници на Европскиот фронт, од сите 4 партии беа присутни, и можам да ви кажам дека тоа што беше напишано во соопштението, а се однесуваше на поддршка за законот за организација и работа на органите на државната управа од страна на представници на Европскиот фронт. Второ, поддршка за формирање на една адхок комисија
која што ќе следи во институциите дали имаме соодветна и правична застапеност во Македонија. Оваа комисија би била дел од собранието и е право на секоја пратеничка група да ја формира. Беа единствените работи за кои што се дискутираше на оваа средба и мислам дека Дуи ја прифаќа улогата на опозиција и на овој начин покажува дека може да размислува да биде конструктивна опозиција, а не опозиција која што ќе создава проблеми, ќе прави блокади, ќе го кочи системот или пак ќе го разурнува од внатре. Така што ја имаа шансата и дел од пратениците на Дуи ја искористија оваа шанса да покажат дека може да бидат опозиција која што ќе поддржува определени законски решенија, затоа што навистина станува збор за закон кој што е комбинација на препораки од Европската унија и Сигма и реорганизација на министерствата. Воопшто не стана збор, како што беа шпекулациите, за некаква си потенцијална коалиција или пак некакво влегување во влада, номинација на министри. Не, напротив, мислам дека се свати и од коментарите на представниците на Европскиот сојуз, Европскиот фронт и од нивното присуство на седницата дека ќе бидат конструктивна опозиција во наредниот период. Јас се надевам дека ќе останат на таа патека. Ете, Али Ахмети собра сили да одседи во собрание некои 24 часа и да гласа во 2 часа пополник за овој закон, така што мислам дека на овој начин покажува дека можат да бидат и опозиција. Но за учество во влада воопшто не стана збор. Ви требаа ли гласовите од Дуи и дали нивната одлука за да го поддржат предлог законот е поради страф да не им се распадне коалицијата Европски фронт, а не поради некакви договори? На кого му пречат разговорите на власта со опозицијата, кое нешто изостануваше во изминатите 3 децении од осамостојувањето? Да бидам целосно искрен, при поднесувањето на законот во собранието, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски комуницираше со сите политички партии и со сите групи, затоа што нашата идеја не беше да доносиме еднострано закон, туку идејата беше да видиме која од тие пратенички групи ќе имаат некаков коментар, подобрување на законот, некоја друга идеја и така натаму. Во таа смисла беа комуницирани и законот веднаш им беше пратен и на пратениците на Левица, и на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, и на Европскиот фронт, како и на другите коалициски партнери кои што влегуваат во владата. Коментарите дојдоа од дел од пратениците, законот беше во некоја мера променет и некои технички исправки и беше пуштен во редовна процедура во собранието и тука имаше шанса да се покажат сите пратенички групи, затоа што јас неколку пати реков дека ние за вакви поголеми системски проекти кои што потребни се 2/3 ќе бараме поддршката од сите пратеници. Не сакаме да одиме со сила и не сакаме да одиме и да сгрешиме во процесот. Можеби секој од нив ќе има позитивен коментар и се надеваме на поддршката од сите пратеници. Затоа и беше таков ставот. Во моментот и заедно или само со коалицијата која што постои во собранието, ние имаме приближно 80 пратеници, во зависност од тоа кој е присутен на седница, кој е во моментот на некој службено патување. Ние би ги имале тие 2/3 во најголем број од случаите. Секако секој пратеник е слободен да гласа онака како што смета, може да се покаже некој закон во кој што и пратеници на ВМРО-ДПМН би имале забелешки, така што заради тоа ќе бараме широк консензус. Јас често, односно не сакам да се занимавам со прашањата кои што се однесуваат на другите политички партии и коалиции, но еве ќе набројам кои пратеници гласаа за овој закон од Европскиот фронт. Тоа беа пратениците од Турската партија, председателот на ДПА, господинот Мендух Тачи, и определен број пратеници од Демократската унија за интеграција. Така што мислам дека ова повеќе или помалку го одговара прашањето. Так. Пред некој ден се појавија и првите несогласувања во Европскиот фронт околу поддршката на предлог законот за реорганизација на министерствата. Особено интересни се изјавите кои доаѓаат од Алијанса на албанците, крилото на Зијадин Села, кои одат во насока на напуштање на коалицијата Европски фронт, предводена од Дуј, со што се гледа дека и кај нив се поделени мислењата, особено околу формирањето на адхок телото. Како гледате на ваквите несогласувања во Европскиот фронт? Па постојат различни сваќања. Мислам дека така наречениот Европскиот фронт се формираше врз основа на желбата да се биде на власт, а не врз некоја идеолошка позиционираност. Ќе ве потсетам дека, например, Демократската партија на албанците на Мендух Тачи беше еден од најголемите противници на Дуи на времето и беше сериозна опозиција
на Демократската унија за интеграции. Второ, председателот на Алијансата за албанците, господинот Зијадин Села, ја формираше Алијансата за албанците како алтернатива, антипод, противник на Демократската унија за интеграции. И тука се многу јасна нивната позиционираност и мислам дека за жал се формираа непринципиелни коалиции пред изборите, но за среќа резултатите од изборите и нивното неовклучување во владата, мислам дека ќе влијае на дезинтеграција на овој Европски фронт, затоа што, пак ја кажам, тука не ги сплотува овие луѓе желбата за подобра Македонија или пак некој идеална идеолошка матрица која што е слична, да речеме, се левичари или пак десничари, туку ги спојува единствено желбата за постигнување што поголем број пратеници и влегување во влада. Кога тоа не е возможно, веќе кога ви се кине врзивното ткиво, мислам дека нема долго да трае овој Европски фронт според мене. Како ќе ја прокоментирате изјавата на пратеникот Шакири од коалицијата Вреди, кој вели дека гласовите од Европски фронт за предлог законот се дадени за ВМРО и се дадени заради хипотеки и на овој начин се надеваат дека ќе го избегнат, а тоа е да одговораат за сите злоупотреби, криминали и корупција и поважно од се, дали ќе одговараат? Јас не сум ја забележал таа изјава, но еве како еден од присутните на состанокот можам да ви кажам дека дискусија околу казнивост или неказнивост на луѓе кои што се огрешиле за криминал воопшто не стана и не очекувам дека воопшто би станало збор за такво нешто, затоа што нашата ориентација е антикорупцијска и нашата платформа со проекти за изборите, платформа 1198 беше стрикно антикорупцијска платформа. Имаме цело едно поглавје за фронт против корупцијата и до крај ќе се бориме за тоа, затоа што граѓаните за тоа ни дадоа сериозна поддршка. Не му дадоа поддршка на ВМРО-ДПМН не само заради добрите економски политики или добрите политики во областа на земјоделието и другите области, туку најмногу затоа што доаѓа една генерација на политичари која што нема хипотеки, која што не должи ништо никому и која што е подготвена да се справува со криминалот и корупцијата. И тука е нашиот првичен фокус и воопшто немаме никаква хипотека оставена за да се плашиме дали некој треба или не треба да одговара. Можам да кажам дека сите што се огрешиле пред законите ќе успееме да ги откриеме, да ги истражиме, да ги ревидираме сите можни постапки, дека одговорност ќе има за криминалците. Истовремено, ВМРО-ДПМН не е партија како СДСМ, која што отиде кон целосен политички реваншизам и повеќе од 3000 луѓе беа по затвори. Забележувате дека голем дел од нив сега веќе ги ослободуваат затоа што не се одвива постапките како што треба и беа фалични, не докажаа вина или пак застареа, така што нема да имаме пристап во кој што ќе народно кажано ќе бркаме вештарки, но секако дека ќе бркаме криминалци во наредниот период и ќе се посветиме на тоа да се откријат сите криминали, независно дали доаѓаат од политичари на ДУИ, од политичари на СДСМ, од функционери во судството, во обвинителството. Видовте неколку случаи изминатиот период кои што се случува и во судството и во обвинителството, така што нема да имаме никаква задршка во овие. Како ќе го прокоментирате новото правило на министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи, кој рече дека сите идни процеси кои се важни за државата и бараат поддршка од втората поголема етничка заедница, мора да одат преку легитимниот представник, а тоа бил Европскиот фронт, при тоа најавувајќи и повторно отворање на прашањето околу Мајскиот договор и негово формализирање, кој договор токму Дуј го прекрши во 2017 година. Бујар Османи се подготвува за кариера најверојатно некаде надвор од политиката, затоа што нема да биде ниту опозиција, не е дел од собранието и завршува неговата политичка кариера. Видовме кои се неговите капацитети, потенцијали, како тој се бори за македонското општество, за македонската држава. Ги видовте, ако сакате, и неговите коментари последни дека ние сме тие кои што го прекршуваме Преспанскиот договор, дека Грција има реализирано се, коментари против председателката Силјановска Давкова и така натаму. И ова мислам дека оди на таа линија, затоа што сите знаат дека Мајски договор не постои повеќе. Тоа што Дуј го прекрши во 2016-та непишаното усно договорено правило дека победникот кај македонците треба да коалицира по правило со победникот кај албанскиот политички блок, заврши во таа 2016-17 година. Денес, ако пресметувате по
гласови, влен коалицијата вреди и Европскиот фронт се, ако ги гледате албанските гласови, се тука негде. Не можам да кажам точно, затоа што не можете да изброите кој гласач е албанец, кој е македонец, кој е бошњак, турчин, ром, влав. Но бројката со оглед на големата коалиција на ДУИ, мислам дека е тука некаде. И по тоа имаме една легитимна, легална влада која што забележувате дека во секој момент, на секој закон, на секој избори гласа со повеќе од 70 пратеници, така што нема некаков проблем внатре во владината коалиција и ова е една многу сериозна, многу стабилна влада, затоа што станува збор за едно сериозно мнозинство кое што прво го носи ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија со 58 пратеници, а потоа се надоврзуваат и двете помали политички партии. Така што Бујар Османи неговите тези сега веќе ќе може да ги чува за некоја дебата со невладиниот сектор или пак некои think tank организации. Како ќе го прокоментирате тоа што според Османи мајскиот договор не важел за македонскиот политички блок, туку само за албанскиот, и дали можете да ни дадете некој објаснување за потребата од формирање на адхок телото за правична застапеност во институциите и на чие барање е тоа, и дали ова тело ќе биде замена за балансерот? Многу важно прашање. Прво, кратко околу Османи. Во принцип, последниве 7 години на македонците им се случуваше мајоризација од малцинството и именно крупни прашања во собранието беа гласани со малцинство македонски гласови од малцинство македонски представници и мнозинство од немакедонските заедници. Тоа често го имаат моите колеги објаснувано и во емисии. Таква е, например, промената на Уставот, таква е признавањето или прифаќањето на заклучоците по повод бугарскиот, односно францускиот предлог, каде што гласаа малцинство македонски пратеници, но мнозинство или најголемото мнозинство на немакедонските заедници. Тоа мора да се промени, затоа што за крупните одлуки во Македонија мора да одлучуваат македонците, македонскиот народ и македонските пратеници како најголем стожерен народ во Македонија, а секако со прифаќање, разбирање, поддршка и на останатите етнички заедници во Македонија и нивно почитување секако како еднакви граѓани пред законот и пред уставот, како еднакви во државата. Сега околу важното прашање кое што го отворивте околу балансерот, јас сум кажал и во вашата емисија и го зборувавме тој во кампањата, ние ќе го напуштиме балансерот при вработување и повеќе нема да се вработува по етнички клуч, во смисла да некој прво мора да избере што е по етникум, а потоа да аплицира за работното место. И во преоден период ќе ги намалиме процентите на кои што сега се, затоа што процентот на население кој што се смета за балансерот го смета и населението кое што не живее во Македонија, туку живее надвор од Македонија и е нереален затоа што пописот не беше реален на изброено население кое што живее надвор од државата. Истовремено, оваа комисија не може да биде замена за некој балансер, туку ќе биде еден вид надзор, два пати годишно, ќе дава извештај на собранието до каде е процесот на балансираност или етничка застапеност на институциите. Јас ќе им дадам и предлог на почетокот да започнат со Министерството за политички системи и односи меѓу заедници, каде што по процент 90% од вработените се етнички албанци, помалку од 5% етнички македонци и останатиот 5% се останатите етнички заедници во Македонија. Можат од тоа министерство вака да почнат или пак од македонски шуми, можат да почнат од Министерството за животна средина, од Министерството за економија, така што може да анализираат малку повеќе во тој дел, нека ги анализираат секако и другите институции, па да видиме дали имаме балансираност во смисла да не се повеќе процент другите етнички заедници од македонците вработени во јавната администрација. Со изгласување на предлог законот за измена на законот за организација и работа на органите на државната управа, кој предлог законот како излезе во службен весник е веќе закон од постоечките 16 министерства, ќе има 20. Покрај оваа промена, најверојатно ќе има потреба и од промена на многу други закони или подзаконски акти. Кои се следните чекори на новата влада со цел за да овозможи целосно функционирање на министерствата и органите на државната управа? Така е, овој закон веќе во стапена сила и формирани се нови министерства, 4. Можам да кажам дека
3 од нив се министерства кои што произлегуваат од постоечки агенции, што значи дека не се формираат наново. Веќе имаат обезбедено, да речеме, и простор, и канцеларии, дури и вработени, така што нема да стане збор за зголемување на администрацијата. Истовремено, би сакал да го истакнам тоа, затоа што гледам дека постојат дилеми во јавноста, нема да станува збор ниту за бркање од работа на луѓе кои што работат во постоечките институции, напротив, за нивно реорганизирање заради постигнување на оптимизација, односно да имаме подобри и поквалитетни резултати. Она што е ново со овој закон, значи имаме одделување на Министерството за информатичко општество и администрација во Министерство за дигитална трансформација и формирање на ново Министерство за јавна администрација. Второ го имаме Министерството за спорт, трето го имаме Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство и четврто се формира ново Министерство за европски прашања за поголем фокус на европската интеграција. До сега имавме секретаријат, така што вработените во секретаријатот за европски прашања продолжуваат да работат во Министерството за европски прашања. Освен тоа, во другиот дел од министерствата правиме една реорганизација на надлежности, затоа што забелешките до сега беа дека ималме или преголеми министерства кои што опфаќаат преголеми теми и не можат да се фокусираат на определена важна активност. Такво беше Министерството за економија, кој што работеше и рударство, и концесии за минерални суровини, и енергетика, и пазар, економија, внатрешен и надворешен пазар, и беше дефокусирано министерство. Во моментот тоа ќе стане Министерство за економија, што ќе го следи внатрешниот пазар, и Министерство за труд. Значи, тие два елемента ќе ги следи, трудот го сваќаме како една многу значајна гранка во делот на економијата, така што тука ќе ги поврзаме работниците и работодавачите. На сличен начин се однесуваме со Министерството за социјална политика. До сега се однесувавме како Министерство за социјална политика, но го занемарувавме трудот. Сега ова министерство ќе биде фокусирано само на социјалната политика, демографијата, како многу сериозен проблем во Македонија заради селувањето и заради намалениот наталитет, и младите кои што за прв пат добиваат свое министерство. Така што со процесот на реорганизација на институциите правиме една многу јасна распределба на надлежности, фокусираност на институциите на определени прашања и нивно стратешко позиционирање. Точно е, бројката на министерства можеби е поголема од досегашната, но нема да имаме бројни министри, например, без ресор, задолжени за најразлични прашања, несообразни, несоодветни едни со други. Знаете како беше, имавме министер за економија, па министер без ресор за економски прашања, па министер за странски инвестиции. Што значи дека една иста проблематика ја работеа тројца или четворица министри, што навистина ги дефокусира и инвеститорите, и стопанството, и стопанските комори и така натаму. Сега ќе имаме еден многу пофокусиран пристап во овој дел. Мислам дека треба да се даде шанса на мандатарот да го испланира министерствата според неговите размислувања и кога ќе се видат првите резултати, мислам дека ќе бидеме задоволни. Не значи дека овие министерства се исклесани во камен и никогаш не треба да се менуваат. Ние сме единствената држава која што не менува министерства. Можеби понатаму дел од министерствата ќе треба да се укинуваат, да се спојуваат и така натака, што е природен процес во другите држави. Само кај нас од 2000 година немаме променети некои министерства, така што се надевам дека во оваа насока ќе се движи реорганизацијата која што ќе донесе оптимизација. Рекавте дека ќе нема бркање од работа, ќе има ли потреба од дополнителни вработувања и како ќе се справите со оние 1371 институција кои постојат во целата држава, во кои институции пак има околу 128.000 вработени? Ќе го поврзам ова ваше прашање со уште едно прашање што го гледам во коментарите околу луѓето што се вишок и не одат на работа и мислам дека тоа е многу важно исто така да се одговори. Планот не е да вработуваме нови луѓе. Не е да се дополнува администрацијата. Секако на испразнети места каде што има недостаток на кадар, мислам дека никој не би имал против да вработиме електроинженери или IT инженери или архитекти, урбанисти во општините, навистина недостасува таков кадар, но преполнување на администрацијата со постоечките кадри или со преполнети кадри навистина не е во план. Она што можам да го кажам е дека нема да има толеранција за луѓето кои што не одат на работа или луѓето кои што воопшто не живеат во Македонија, стојат на работно место и им се исплаќа плата и се исплаќаат придонеси за некој кој што воопшто не се појавува на работа. Секој ќе треба да си ја работи својата работа. Сега ако
не си ги исполнува работните задачи, тогаш ќе размислуваме и за негово ослободување, па можеби повеќе би се снашле овие луѓе во приватниот сектор, што ништо не е страшно да промените работно место од приватен во државен или обратно. Така што мислам дека тука треба да бидеме многу внимателни, да ги ослободиме луѓето кои што не би сакале да доаѓаат на работното место, за да ослободиме простор за луѓе кои што навистина сакаат да работат. Околу институциите, навистина бројката е така, над 1000 вкупно институции постојат во државата, државни институции, дали се јавни предпријатија, установи, училишта, градинки, сите спаѓаат во оваа бројка од 1000 и нешто, 1100, 1371 институција. некои велат 1300, Значително голем број. флуктуира бројот, но за жал последниве години наместо да флуктуира надолу, цело време флуктуира нагоре и постојано се отвара нови институции. Само последните 6 месеци се отворени нови 12 институции. Така што постојано се траеше овој процес. Нам ни е целта да ги намалиме за 10, најмалку 10% бројот на институции, што значи дека 140, 150 институции ќе треба да згаснат. И можеби ќе изненадиме, веќе планираме, ги анализираме деталите, може оваа бројка да оди и до 20% од институциите, што значи околу 300 институции помалку. Тоа не значи дека вработените од институциите нам не ни се потребни, но не ни се потребни директори, заменици директори, управни одбори, надзорни одбори, секретарки, шофери, автомобили, заменик, дополнителен заменик. Во техничката влада јас имав таа интересна функција. Се надевам дека ќе намалиме во овој дел, односно планот ние да намалиме. Не се надевам туку планот ние да намалиме, веќе се пребројуваат кои можат да бидат скратени и ќе се изненадат, мислам, позитивно граѓаните во наредниот период од овој пристап. Во вторник, следната недела, се очекува мандаторот Христијан Мицковски да го достави предлогот за состав на новата влада, а во недела да се конституира новата влада. Мицковски официјално потврди дека владината коалиција ќе биде составена од коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и политичката партија Знам, предводена од градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, а во македонскиот парламент како опозиција ќе делуваат коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, коалицијата Европска иднина, предводена од СДСМ и политичката партија Левица. За утре е закажана седница на Централниот и на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Предпоставуваме дека на таа седница ќе бидат представени кадровските решенија. Ке ни откриете ли некои од имињата на министрите од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија и дали вие ќе бидете дел од владиниот кабинет и кое министерство ќе го водите и дали можеби тоа ќе биде новото министерство за дигитализација? Ако не може да ни соопштите имињата на министрите, кажете ни барем министерствата со кои ќе раководат кадрите на ВМРО ДПМН. Па јас ќе се воздржам од коментари за конкретните имиња кои што претседателот Мицковски ќе ги соопшти утре. Точна ви информацијата. Утре ќе се дискутира за кадровските решенија во поглед на кои министри ќе ги заземат позициите на кои министерства. Она што можам да го кажам дека ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија ќе имаат мнозинство од министерствата, што значи дека од 20 министерства ВМРО ДПМН и коалицијата ќе заземат 13 и 1 до 2 министри без ресор, кои што ќе бидат задолжени за малку пошироки теми и прашања, кои што не се во фокусот на едно конкретно министерство, туку би требало да бидат еден вид координација на министерствата. Јасно е, клучните министерства ќе ги задржи ВМРО ДПМН, Министерството за внатрешни работи, за надворешни работи, за одбрана, за финансии, секако Министерството за дигитализација, тука се Министерство за локална самоуправа, за земјоделство, за образование, за култура, за енергетика, за спорт. Сигурно заборавам некој затоа што навистина се 13, од кои што делумно се и нови, но идејата, нашата цел во дискусиите беше клучните министерства, крвотокот на државата да го задржи ВМРО ДПМН, затоа што сепак ние сме стожерната партија која што освои 58 пратеници во собранието. Секако тука се и коалиционите партнери внатре од коалицијата на ВМРО ДПМН, кои што мислам дека ќе имаат по еден свој представник во владата, така што ќе оставиме да почекаме до утре да претседателот ги објави конкретно имињата и мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни од понудата.
На Перо Илиевски само да му одговориме дека го држиме за зборот дека доколку ова што говорите се биде точно, дека ќе се извини јавно. Господин Илиевски, ве чекаме да се извините. Имаат право луѓето на јас ги следам коментарите, имаат право луѓето и да бидат скептични. Навистина долго време живееме во криза во Македонија. Долго време се разочаруваме од политичарите. Јас искрено го делам мислењето дека е време да направиме промени и треба да бидеме поразлични, а да не биде понаа позната изрека на Али Ахмети како и до сега. И се надам дека ќе оправдаме довербата. Господине Андоновски, ќе успее ли парламентарното мнозинство да го помини предлог законот за измена на законот за локална самоуправа пред да се конституира новата влада, со кои измени ќе се овозможи барање на ВД градоначалници од страна на самите советници, се до редовните локални избори, доколку некои од актуелните градоначалници се избрани за пратеници или за министри. Овој закон е предлог на политичката групација Вреди. Јас во детали не сум запознаен со содржината на законот, но идејата е токму таа, да се овозможи да некој кој што е избран на позиција министер или пратеник, ако до изборите имаме помалку од 2 години, да може да се дозволи да имаме ВД градоначалник избран од Советот кој што ќе врши функцијата и некои други посетни промени во законот за локална самоуправа. Се надевам дека ќе успее владиното мнозинство да го поддржи овој закон на Вреди. Гледам дека има определено расположение во рамки на собранието. Текстот на законот ќе треба да се погледне дали е се во ред и мислам дека ќе ја добил поддршката од пратениците. Навистина станува збор за намалување на трошоците, затоа што замислете сега во октомври ќе треба да се организираат локални избори во неколку општини низ Македонија само за 12 месеци. За 12 месеци од денеска повторно ќе треба да има кампања, повторно програми, повторно трошоци за граѓаните за избори за следните 4 години. Така што се надевам дека ќе се собере соодветно мнозинство најмногу заради намалување на трошоците на граѓаните, затоа што гласање секоја година навистина е сериозен трошок. Како ќе го прокоментирате документот припремен од Соединетите Американски држави и Франција наречен патоказ, со кој бараат од новата влада на Македонија да се придржува до меѓународните обврски мислејќи на Преспанскиот договор и дали дипломатскиот документ кој го подготви новиот владин состав кој ќе се конституира следната недела е еден вид на контрабарање и дали знаете што има во тој дипломатски документ и од каква полза ќе биде истиот? Она што се анализира во ВМРО ДПМН е одговор на прашањето дека некој не почитува некаков договор и преземени обврски од определен договор. Во суштина, нашиот став тргнавме таа теза дека Македонија ги има реализирано сите проекти и дека сите барања од нашите соседи секогаш била добар сосед и во процесот на проширување со Европската унија и во комуникацијата со соседите. Никогаш не сме биле со барања кон соседите, никогаш не сме барали нешто што не е наше, не сме биле иредентисти или не сме сакале да наметнеме нешто на соседните држави, а тоа постојано го гледаме од страна на другите држави кон Македонија. И во таа смисла, можеби некако одговор, него како анализа на состојбите е подготвен документ кој што анализира колку другите страни ги почитувале билатералните договори склучени со Македонија, затоа што не е коректно да барате 100% или повеќе од 100% исполнување на обврски во односот со Бугарија, додавање на обврски кон Македонија, а во исто време да не реализирате ништо од вашите обврски кон тој билатерален договор. И ако знаеме дека меѓународните односи се базираат на правила, на принципи, на договори, на билатерални обврски, тогаш мораме ние како помала држава да се држиме до таквите договори, тие договори да ни служат нам како алатка. Така што во таа насока е документот и се надевам дека ќе биде искористен од идната влада и министерот за надворешни работи. Околу она што претходно го спомнавме, како ќе го прокоментирате бесплатниот совет, како што го нарече министерот за надворешни работи во заменување Бујар Османи, околу почитувањето на Преспанскиот договор кој гласи, цитирам, може да сте биле против, може да сте против, но тоа е реалност, тоа е дел од нашиот уставен поредок, дел од уставот и мора да се почитува. Вели тој.
Поентата на Бујар Османи е да наметне една тема во јавноста дека ете ВМРО-ДПМН ќе биде во така наречениот скут на Демократската унија за интеграција и ќе се однесува исто како Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период, што се гледа дека не е вистина и нема ништо поврзано со вистината. Истовремено точно е дека тие го наметнаа Преспанскиот договор, прво го подпишаа, а потоа и насила го протуркаа во Македонското собрание и го пренесоа во уставот и во законите. И во таа насока видлив е проблемот, видливо е дека променете и уставот и законите, дека името, новото име на Македонија е вградено во законите, и во таа насока ние ги сваќаме овие коментари, но во исто време треба да се почитува и волјата на граѓаните кои што во ниеден момент не дадоа поддршка на овие договори, така што ние остануваме во ситуација сме ставени да ги почитуваме законите, како што бараме од сите граѓани да ги почитуваат сите закони, но човечкото право да не се согласуваме со Преспанскиот договор и да го кажуваме јавно дека насила беше протуркан во собранието и со купување, уценување, притискање пратеници беше донесен како устав и како променен уставот и на законите, си останува наше право кое што постојано ќе го користиме, така што бесплатните совети Бујар Османи ќе може сега да ги користи во некои од меѓународните организации каде што ќе учествува. Дали евентуалното исполнување на договорот и од грчка страна, онолку колку што го има исполнето Македонија, ќе ве предомисли да ја користите наметнатата придавка северна или пак ќе останете на ставот дека употребата или неупотребата на таа кованица придавка е лична слобода на говор на секој поединец? Прво станува збор за лична слобода и личен избор на секој од нас како ќе ја употребуваме името на државата. Ние сме биле и социјалистичка, федеративна, сојузна, народна, еден голем број на придавки на името Македонија, но името Македонија е сршта на нашето однесување, сршта на нашето постоење и во таа насока тоа име ќе го користиме. Не верувам дека било кој од ВМРО-ДПМН би користел некое друго име. Но во односите меѓу Грција и Македонија ќе беше многу полесно за граѓаните да прифатат дека името е променето, иако нема да го користиме, да прифатат дека името е променето ако имаше добар однос од страна на нашите соседи, ако имаше позитивен однос од страна на нашите соседи и ако вистински не поддржува и ги исполнува обврските. Нервозата кај македонските граѓани, фрустрацијата е од тоа што ние правиме се за добрососедски односи, за пристапување кон Европската унија, а додека од нашите соседи постојано овие 20 кусур години гледаме само негирање и само омаловажување. Така што се надевам дека во наредниот период ќе имаме еден друг однос од страна на нашите најблиски соседи, со кој што ќе покаже еден добар однос кон Македонија, едно чувство на добрососедство, каде што фрустрацијата на граѓаните ќе се намали. А чувството дали некој ќе кажува Македонија навистина потекнува од него и е лично право на самоопределување. За мене името нема да се промени. Господине Андоновски, ќе сакате ли да му одговорите на нашиот гледач Гоце Петровски? Да, го забележав прашањето, интересно. Ние ветивме од намалување на пратениците од 120 на 90 и воведување една изборна единица. Би требало да кажам дека ова првиот дел од прашањето е уставна материја и ќе треба сериозна промена на уставот за да може да се намали бројот на пратеници, затоа што нивната бројка е утврдена во уставот. Додека вториот дел, една изборна единица, е прашање кое што е уредено во изборниот законник. Во поглед на уставот потребни се 2/3, знаете, за отворање на уставот и тука ние би трагале по решение. Не отстапуваме од оваа наша идеја. Нашиот план е да овие прашања ги отвориме во собранието и собранието само секако по иницијатива на пратениците кои што дајат од ВМРО-ДПМН започне ги отвара овие прашања и да стигне до 2/3 за намалување на бројот на пратеници, за промена на уставот во оваа насока и во вториот дел за изборниот законник потребен е консензус. Тука сме разговарале со голем број на пратеници. Не може да се промени изборниот законник од страна на една политичка партија, макар имале и дури 2/3. Тоа е закон со 61 пратеник се гласа, но имаат право сите
пратеници и пратенички групи да поднесат безброј амандмани и дебатата за тие закони не е ограничена, што значи дека ако тргнете да менувате изборен законник без согласност на една политичка партија која што има пратеничка група во собранието, може да ви се случи истиот да биде блокиран во собранието. Но секако оваа заложба за една изборна единица стои и кај нас како ВМРО-ДПМН и кај дел од другите политички партии со кои што сме разговарале, кои се или не се во коалиција, и постои простор да ова прашање се отвори и успешно се затвори, затоа што така ќе покажеме една единственост на гласот, една единственост на државата, затоа што не сме голема територија, вредноста на гласот на секој од нас ќе биде иста и на тој начин ќе имаме простор за една вистинска демократизација на собранието во овој дом. Мало собрание ќе значи поефикасно собрание. За да нашите слушатели знаат за што зборувавме, само јас ќе го прочитам прашањето. Колку е можно или сигурно намалувањето на 90 пратеници и една изборна единица? Бидејќи нашите слушатели не може да го прочитаат прашањето, па тоа беше одговор на прашањето. Благодариме на Петровски. Господине Андоновски, како ќе ги прокоментирате се почесто поставуваните прашања од типот дали оваа влада, која се уште не е формирана, ќе ги поништи договорите, дури небулозни прашања до пратениците од владеачкото парламентарно мнозинство, особено до пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, да ставеле точка на дневен ред за раскинување или редефинирање на двата договори, оној од Преспа и оној добрососедскиот со Бугарија, и тоа пред да се конституира новата влада? Па небулозно да барате од собрание кое што нема надлежност да склучува договори, да ги раскинува истите, или пак уште поинтересно да ги редефинира внатре во рамки на договорите. Овие два договори се меѓународни договори, билатерални. Едниот е депониран во Обединетите нации, тоа е Преспанскиот договор, другиот е чист билатерален договор, каде што е однос меѓу Македонија и Бугарија, и е право на идната влада како ќе се однесува кон овие договори, но не можете да редефинирате. Можете да истапите од договорот, да барате негово раскинување, кое што е законски дозволено во договорите, можете да барате негово почитување, максимално од другата страна, можете да ги барате елементите на договорот кои што досега не биле барани, или како влада го имате целосното право да истапите, но при стапувањето на договорот ќе треба да ги уредите добрососедските односи на некој друг начин. Она што како влада ние се заложуваме да го правиме е да бараме целосно почитување на принципот на добрососедство и однос на реципрочност кон Македонија, и ќе бараме, за да ги почитуваме ние договорите, ќе бараме почитување од страна на сите партнери со кои што тие ги имаме подпишани. Имаме кажано во јавност дека, на пример, договорот со Бугарија има донесено повеќе штета отколку корист на добрите меѓусоседски односи меѓу Македонија и Бугарија, затоа што многу подобри беа односите во минатото пред да се подпише овој договор, и во делот на образованието, на културата, на спортот, на размената на студенти, бројни студенти имавме од Македонија кои што учеа во Бугарија, се враќа, бизнисот и така натаму. Сето тоа замре со подпишувањето на така наречениот добрососедски договор. Ќе ги анализираме овие елементи, ќе видиме во наредниот период владата, не собранието, дали овие договори носат повеќе корист или повеќе штета на Македонија, и дали се добри за добрососедството или пак повеќе ни создаваат проблеми. Доколку имаме реализација од страна на договорите од страна на Бугарија, и таа е наш најголем поддржувач кон Европската унија, секако и ние би почитувале елементи од тие договори, иако мислам дека има делови, особено што се однесува на историските комисии кои што сме ги разговарале тука, се навистина проблематични. Пред сега се двоумам дали да го одговорим и ова прашање на господинот Спиро Тадевски. Да, ќе го одговориме околу важноста на личните документи кои што треба да се менуваат со новата придавка. По сегашниот закон, рокот на важност се одложи на личните карти до 1.1.2025 година, независно каква е личната карта, таа важи до тогаш, и до тогаш треба да се направи промена. За жал, мнозинството во парламентот не се сложи да тоа го направи, измената направи и за пасошите, што значи дека тие пасоши веќе се истечени и не може, односно не се во важност, не се истечени, туку не се во важност. И не можете отпосле да менувате со закон нешто што веќе е загубено право и да ги валидизирате
пасоши кои што веќе не се валидни, затоа што беше рокот март месец 2024 година да се променат законите. За жал, нашиот предлог да се промени законот не успеа, односно немаше поддршка од владиното мнозинство. Значи, тоа значи дека пасошите треба да се менуваат. И трето, многу ми е жал што не успеа Уставниот суд да собере храброст и да ги отвори прашањата. Ние поднесовме две иницијативи до Уставниот суд за промена на овие правила, односно за поништување на обврската за луѓето да мораат да ги менуваат пасошите и личните карти пред истекот на важноста на нивната лична карта или пасош, но за жал Уставниот суд никогаш не го отвори ова прашање и не зазема став дали ги прифаќа или ги одбива нашите наводи. Така што еве да бидам подиректен, личните карти треба да се заменат до 1.1.2025 година, додека пасошите веќе не се тие што се со Република Македонија веќе не се во важност. Пред некој ден се одржа 7-миот енергетски форум на кој говореше и мандаторот Христијан Мицкоски, идниот премиер. За време на неговото обраќање кажа дека енергетската ефикасност ќе биде приоритет на идната влада и најави изградба на нов ветропарк како и истрага за криминалот во енергетиката кој бил направен во минатото. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за овој проект? Силен фокус ќе биде ставен на енергетиката. Имаме таа среќа што председателот Мицкоски доаѓа од тој сектор, професор на Машинскиот факултет во Скопје, но со огромно искуство во делот на енергетиката. Целта на идната влада во овој дел е да имаме енергетска независност на Македонија и да станеме транзитна рута за енергенси во овој дел од светот. На тоа ќе го направиме преку градење и завршување на интерконекторите со Грција и со Србија, при што гасот кој што се планира за југоисточна Европа, ако што не доаѓа од руско потекло, би требало или би можело да поминува низ нашиот гасовод, што значи дополнителни финансиски средства и огромно количество на гас кој што ќе поминува низ Македонија и финансиски средства за тој премин. Знаете дека се плаќа нешто налик на искористување на гасоводот, на некој вид кирија кон државата. Во исто време председателот Мицкоски планира многу сериозни инвестиции во електроенергетскиот сектор, особено во производството, со што Македонија ќе има стабилно енергетско производство и здравие за крајот на овој мандат. Нема да може да се стаса, но за мандат и пол до 2 мандати Македонија да биде целосно независна во производството на енергија, зошто да не во летниот период кога имаме ветер, сонце и вода, да можеме и да извезуваме електрична енергија. Но за да се случи тоа ќе мора да се зголемат капацитетите на производство. И ако не се зголемат со овие капацитети нема да можеме да стигнеме и во исто време да се изградат конекторските системи за извезување на таа енергија. Ќе ми дозволите, јас не сум експерт во оваа област, но планот е да се работи на диверсификација на производството, значи да имаме производство од базна енергија, базно производство од газ, секако од ветер, сонце и вода. Што се однесува до ветропаркот, еден огромен проект кој што ќе се случува во Источна Македонија, тоа е на границата помеѓу Штип, Радовиш и Карбинци. Во овој дел приватен инвеститор за кој што му се обезбедени просторни услови, инфраструктура, поврзување и така натаму, во наредниот период ќе започне со изградба на огромен ветропарк, кој што ќе значи многу сериозно производство на електрична енергија. Проценето дека овој регион е навистина ветровит и може да се искористи потенцијалот на ветровите за изградба на оваа постојка. Новиот председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски го представи неговиот приоритет, ветувајќи дека ќе биде безкомпромисен кон политичките или било какви влијанија или дека ќе се залага за независност на судиите и судот и дека ќе остане лојален само на Уставот и на никој друг. Имајќи го во предвид она што го најавивте во предизборието, а кое стои и во програмата 1198, околу реформите во судството и обвинителството, поточно за распуштање на судскиот совет и на советот на јавни обвинители, како гледате на ваквите негови изјави? Па она што се надевам е дека со промената на господјата Кацарска, која што еве отворено ќе кажам, воопшто не почитувам, ниту како судија, ниту како професионалец, ниту како правник, од председател на Уставниот суд,
ќе се отвори простор за едно динамизирање на работите на Уставниот суд, да тој биде малку поажурен како суд во поглед на иницијативите кои што достасуваат до него. Знаете, брзо некако се произнесе Уставниот суд за барањето за зголемување на платите на функционерите, но многу бавно реагира еве за ова прашање кое што го отворив за пасошите, за кое што навистина требаше брза реакција од страна на Уставниот суд за да се заштитат повеќе од 500.000 македонски граѓани, но немаше интерес за негов ангажман во тој дел. Во исто време Уставниот суд се занимаваше последниве година дена со иницијативи за локални прашања, надлежности меѓу Советот на град Скопје и градоначалникот на град Скопје и бројни други прашања кои што навистина не се од примерен интерес на граѓаните, а заборави некако на случаите кои што навистина имаат тежина. Се надевам дека новиот претседател на Уставниот суд во оваа насока ќе успее да го динамизира процесот. Тој не може да влијае на одлучувањето на судиите, но секако може да влијае на темпото и на агендата на работа на Уставниот суд. Во насока на законската реформа која што ја планираме на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, ќе побараме мислење секако и од Уставниот суд во оваа насока како треба да се движи законот и промените на истиот, но секако тоа е задача на законодавната власт на крајот и како што ќе одлучи собранието со соодветно мнозинство, може да се движи во насока на укинување, на распуштање, на размислување за некоја нова форма на Совет на јавни обвинители, Републички судски совет. Гледате каква е ситуацијата. Значи, членови на Советот на јавни обвинители, подпредседатели фатени директно во примање на мито, во коруптивни активности, врховни суди фатени во примање мито. Тоа е само почеток на истрагите. Можете да замислите кога вистински ќе се истражува до какви сведе податоци ќе се стаса и не е чудно што граѓаните имаат толку ниска доверба во судството. Кога сме на темата реформи во судството и обвинителството, Кренар Лога, се уште актуелниот министер за правда, кадар на Алијанса за албанците од крилото на Зијадин Села, која во последните избори настапи во коалиција со Европскиот фронт на ДУИ, изјави дека Европската унија и САД нема да прифатат распуштање на Судскиот совет и Советот на обвинители кој го најавивте. Предпоставувам дека ваквата изјава е резултат на писмото кое пред неколку недели го испрати до Стейт департментот и до Вашингтон, но и до Брисел како и до сите амбасади. Како ќе ја прокоментирате оваа негова изјава, но и неговите предвидувања дека до година, заедно со локалните избори, ќе имало и предвремени парламентарни избори? Тоа се убави желби на Кренар Лога, во кој што најверојатно мисли дека ќе биде кандидат на овој Европскиот фронт за градоначалник на Струга, па тука ја гледа својата шанса и промена на власта или промена на композицијата внатре во собранието. Со ваква една стабилна позиција во владата и со вакво едно стабилно мнозинство во собранието, ВМРО нема потреба да се плаши од предвремени избори, но истовремено и не треба ги трошиме граѓаните за да го искажат нивниот став, кога гледаме со какво мнозинство, со каква енергија беше кажан ставот на овие избори, ВМРО да освои рекорден број пратеници. Што се однесува до реформата на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, можам да кажам дека ова нема да го правиме избрзано, нема да се прави преку ноќ, но размислувањата се дека сегашниот состав навистина не ги оправдува очекувањата и внатрешните проблеми кои што ги направија, начинот на кој што беа разрешени двајца председатели на Судскиот совет на Македонија. Па потоа едната председателка беше вратена, а истата па потекнува директно од комисијата на СДСМ за правни работи, номинирана од председателот Пендаровски, избрана во една чудна ситуација во собранието под псевдоним или под флоскула така наречена истакнат правник, кој што не треба да докажува во што е истакнат или кои успеси ги има постигнато, со воспоставување на строги високи критериуми за избор. Идејата на председателот Мицкоски, која што ја сподели во јавноста, е дека треба судиите и јавните обвинители сами да си ги избираат своите представници во нависоките тела, но истовремено многу сериозен надзор и контрола на работењето да врши собранието преку соодветните комисии и да се исполнуваат строги критериуми за работа. Доколку не се исполнуваат истите, секако потребна и одговорност. Ќе се движиме во оваа насока. Нема некој коментар од Европската унија или пак од нашите меѓународни партнери строго против
овој пристап, но секако кога ќе се отвори темата и кога ќе се отворат конкретните решенија кои што ги планираме, ќе бараме мислење секако и од нашите партнери кои што навистина вложуваат во судството и во обвинителството, но видете ги резултатите. Холандија вложуваше милиони во судскиот совет за да се случи на полноќна седница да биде разрешена претседателката на еден целосно нелегален начин, зашто и времето покажа. Така што овие лоши меѓучовечки односи, лошо функционирање на судскиот совет, советот на јавни обвинители, навистина не притискаат на тоа да мора да направиме порадикални решенија и една линија да се повлече за да имаме вистински резултати. Ова флоскула истакнат правник најверојатно е замена за истакната кафекуварка. Па во таа насока се. Кога немате критериум истакнат правник е, што мислите вие? Може секој правник со над 6 просек е најверојатно истакнат правник. Се истакнат. Денес, 15 јуни, им завршува рокот на бугарските власти, до кој рок треба да одговорат на прашањето кое им го постави Комитетот на министри на Советот на Европа, преку кое прашање побараа бугарските власти да одговорат што ќе преземаат околу пресудите на Судот за човекови права во Страсбург, поврзани со регистрацијата на македонските здруженија во Бугарија. Какви се вашите очекувања? Ќе ја испочитува ли Бугарија Европската конвенција за човекови права и ќе ги имплементира пресудите, дозволувајќи да се регистрираат македонските здруженија, и дали, ако во случај не го направат тоа, Советот на министри ќе го започнат процесот за исклучување на Бугарија од Советот на Европа? Она што ние го бараме и во програмата е Бугарија да ги почитува пресудите на Судот за човекови права од Страсбург, затоа што е потписник и ја ратификувала конвенцијата, Европската конвенција за човекови права. И во таа насока нашите барања се барањата на македонците во Бугарија за формирање на своји културни здруженија, политички здруженија, асоциации, нивно представување во јавност, нивно културно изразување и образование на македонски јазик. Така што ќе поддржуваме барањата на овие луѓе и се застапуваме за нив и на секаде каде што зборуваме за ова прашање. Бугарија се покажа дека не ги почитува основните документи на Европската унија и на Советот на Европа. Се покажа како членка која што почитува само она што и носи бенефит како држава и кое што лично на Бугарија и значи, но кога станува збор за сите други прашања, Бугарија не е подготвена да ги почитува, особено кога станува збор за нејзините граѓани кои што плаќаат даноци во Бугарија, а се чувствуваат македонци и кои што зборуваат чист македонски јазик. Така што не очекувам дека ќе ги почитуваат пресудите, не очекувам дека ќе направат бараните промени кои што доаѓаат од Комитетот за почитување на човековите права. Тоа не го правеа ни претходно, не очекувам дека ќе го прават ни сега. Во исто време треба да се бара макар нејзина суспензија од страна на Советот на Европа, за да се покаже дека непочитувањето од една држава членка која што е членка на Европската унија мора да се санкционира. Ако Бугарија не е таа која што почитува, што очекуваме или што бараме од некои други држави кои што се уште се развиваат да ги почитуваат сите овие правила. И се надам дека ќе успееме преку лобирање во Советот на Европа. Ние имаме квалитетни представници таму преку Собранието на Република Македонија да ова прашање се актуализира повторно, затоа што ставот и во Европа, барем според моите контакти, е дека навистина Бугарија претерува со ова однесување и ова однесување не личи како да е во 2024 година, туку повеќе личи како да е негде 1824 година, затоа што имаме асимилаторска политика, обиди за асимилаторска политика и во Косово за време на пописот македонци муслимани или срби муслимани беа притискани да се потпишуваат како бугари. Истото е случајот со Албанија, Мала Преспа, Пустец, исто така притисок од Бугарија, да не зборувам за притисокот кој што и директно и индиректно се врши и во Македонија. Ова навистина не е европско однесување и треба да се санкционира, затоа што на тој начин ќе покаже Европа дека има став за овие прашања и не бега од својот став, независно дали станува збор за Бугарија или било која друга членка. Господин Андоновски, пред да го поставам следното прашање, ако немате ништо против, уште едно прашање има господин Талевски, се работи за иселениците кои што на пасошите им
тој Македонија не сака да го стават името Северна, бидејќи дојдени се во диаспората било каде и да е од Македонија. Го гледате? Јас се согласувам, јас воопшто не би сакал да го сменам ни мојот пасош, ни мојата лична карта, но така беше наметнато овие 7 години што немат избор, едноставно ви го менуваат законот од денес за утре и ви велат дека не можете да излезете да напуштите државата со тој пасош кој што го носи името Република Македонија, или пак имаше проблеми, не може ни да се вратат луѓето. Ја разберам ситуацијата, мене ми е многу јасна, но таква влада имавме, граѓаните за жал гласаа во 2016 година и во 2020 година за Зоран Заев и за СДСМ. И знаете, имаше една изјава дека секој народ ја заслужува владата која што ја има. И кога овие луѓе гласаа за Зоран Заев и за убавите желби или за убавите соништа кои што беа продавани за убав живот, европска плата, европско здравство и така натаму, мислам дека заборавија на овој елемент кој што значеше дека се промени името и тоа име, промената на тоа име не ја донесе Зоран Заев и таа промена ја чувствуваме на секад. Така што ситуацијата е навистина жална. Јас исто така не сум роден во името, во новата придавка и некоја држава со Северна, туку сум роден во Македонија, но состојбите се менува и се такви да сегашнава ситуација е како што е. Господин Адановски, би сакале да покренеме една тема за која од поодамна имавме намера да разговараме, но бурните политички случувања не ни дадоа време за тоа. За време на емисијата мината од 8 јуни, еден од нашите гледачи на некој начин не подсети повторно на таа тема, се работи за добивање на државјанство, па не е лошо да актуализираме оваа тема ако немате ништо против. Ќе ви ја прочитам и пораката која ни ја испрати по завршувањето на емисијата, а видовме дека и денес е заедно со нас истиот гледач од Турција. Еве што ни напиша нашиот гледач од Турција. Јас сум Рефик Куртиш, турски државјанин со македонско потекло. Роден сум во 1965 година во Македонија. Јас сум македонец кој со моите предци во 1967 година бил принуден да емигрира од Македонија. Администраторите од тој период принудувале луѓе кои немале православна вера да емигрираат, мислејќи дека не се македонци. И нашите постари мислеа дека се турци поради нивните верски убедувања. Со оглед на имиграцијската си историја на регионот каде што сум роден, сигурен сум дека сме македонци. 2,5 до 3 години се обидувам да си го вратам македонското државјанство, но не можам да добијам одговор од македонските власти. Господин Андоновски, може ли на некој начин да се регулира ова прашање, бидејќи ова не е изолиран случај, туку веруваме дека има стотици илјади вакви случаи, не само во Турција, туку и насекаде во светот. Како да им се помогне на сите нив? Јас имам и лично едно вакво искуство и добро што го отвора тоа прашање, интересно е. Пред една посета на Кападокија во 2017-18 година, Кападокија, сигурно и вашите слушатели и гледачи знаат, е една многу интересно градче, интересно село во средината на Турција, со оние познати балони кои што летаат и навистина стари цркви останати уште од римско време. Забележавме една повозрасна жена која што рече на еден чист македонски јазик дека се чувствува како македонка, иако е родена во Кападокија, но нејзините се преселени за време на размената на население по војните кои што се случуваат таму негде кон крајот на Првата светска војна. И тогашниот најверојатно план на Грција и на Турција е сите оние граѓани од денешна Егејска Македонија кои што се муслимани, независно кој јазик го зборуваат, да бидат испратени во Турција, а за сметка на тоа сите кои што се христијани во делот на околината на Истанбул да бидат испратени во денешна Егејска Македонија. И ова размена население се случува и е вистината. Тоа е точно и вашиот слушател и гледач е во право кога вели дека тие имаат потекло од Македонија. Во исто време документот, односно законот за државјанство и за стекнување на државјанство во Македонија е многу ригиден. И тој бара време на живење во Македонија, определено време колку што еден човек мора да престојува во Македонија, тоа е едната алтернатива. И втората алтернатива е да докаже дека неговиот непосреден предок имал
државјанство на Република Македонија, при што се олеснува процесот на колку се бара жителство во Македонија. Е закон кој што е на сила многу долго време, не се менувал до сега и еве можеби е добра идејата да се размислува за промена, но да се биде внимателен, затоа што може да се случи и обратната ситуација во која што десетици, стотици илјади луѓе одеднаш добија македонски државјанства во 90-тите, а доаѓаа од Косово, од Албанија, од Србија и така натаму. Така што треба да се биде внимателен да вистина тие луѓе кои што потекнуваат од Македонија, кои што имаат македонски корени, како вашата емисија што се нарекува, или нивните предци се македонци, да имаат еден олеснет пристап до стекнување на македонско државјанство, секако со исполнување на други определени услови. Но оваа ситуација на вистините и треба да се разговара. Тој се кажува дека институциите воопшто не му одговараат. Тоа е друго прашање. Дека за рок од 30 дена тие мора да му одговарат, меѓутоа не му одговарат. Точно. Тоа е друго прашање, исто многу важно. Македонските институции не одговараат и на други прашања кои што се однесуваат на животно значење, со месеци не одлучуваат во постапки и така натаму, и се надеваме дека со еден процес на дигитализација, на објективизација на процесите, барем ќе можат овие луѓе да добијат соодветен одговор, макар еве ваков како што јас дадов во вашата емисија, да знаат каква е ситуацијата и да знаат како можат да стигнат до некое свое право. Господине Андоновски, имаме уште неколку прашања за пократки одговори. Како ќе ја прокоментирате свечената заклетва на Весна Бендевска, подпредседателката на собранието од Движењето Знам за Македонија, која ја искористи кратенката РС наместо наметнатата придавка? Во насока на тоа дека имаат право секој од пратениците на свое идентификување. Изјавата е свечен чин, но во исто време еден формален и по мене непотребен чин, кога веќе сте избрани вие на определена функција, не знам некој што може да ви забрани да бидете на таа позиција. Слично беше и со председателката Силјановска Давкова, вас ви избрави над 500.000 македонски граѓани. Мислам дека давање или не давање или начин на давање на изјава е еден личен чин кој што се однесува на уставот и законите, а не на дали смеете или не смеете да бидете избрани. Ова останато уште од социјализмот, од комунизмот, и мислам дека е една чисто формална работа. Каков ќе биде ставот на министрите кои доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија за време на заклетвата која треба да ја дадат во недела на 23 јуни? Останува да видиме, но мислам дека ќе се држиме до начинот на кој што се однесува и председателот Мицкоски и председателката Силјановска Давкова. Како ќе ја прокоментирате условната казна на 7 кои упаднаа во македонски навигации и ги нападнаа членовите на синдикатот на контролата за летање, а со што ја загрозија нели безбедноста на воздушниот сообраќај над македонското небо? Ова е одговорот зошто граѓаните имаат само 2% верба во судството и во правосудството, и зашто граѓаните се свесни дека за неколку оваа држава има цврсти закони кои што сериозно се почитуваат, а за некого законите не важат и тој има право да прави што сака. Мислам дека најмалку што требаше е овие луѓе да се казнат со сериозни парични казни, затоа што тоа најмногу удира на една личност и на еден човек, а условната казна е, мислам дека само награда за ваквото однесување. Како ќе ја прокоментирате изјавата на аналитичарот Петар Арсловски, кој беше, а ми се чини се уште е, еден од најсилните поддржувачи на владата на СДСМ и ДУИ, а која изјава ја даде пред некој ден за еден портал, а која изјава е упатена на адреса на ВМРО ДПМН, во која вели, цитирам: ако сегашната гарнитура на ВМРО ДПМН е начело со Христа Мицковски и Силјановска сметаат дека Преспанскиот договор им носи повеќе зијан него ќар, таа позиција ја разбирам и не се согласувам со неја, ама ја разбирам. Ама ако тие позицијата така, направи, раскини го. Имаш 80 пратеника, бујрум, раскини го Преспанскиот договор. Завршен цитат. Добро, господинот е искрен поддржувач на СДСМ, да речеме еден од идеолозите на таа партија, и очекувани се ваквите ставови.
исто така истиот треба да знае дека не со 80 пратеници не се донесе Преспанскиот договор, туку со потпис на негов драг пријател Никола Димитров. Така што во таа насока можеби треба да поразговарал со Никола Димитров пред да го потпише договорот, малку да се консултираат со експерти, да не дозволат 100-0 да биде Преспанскиот договор за македонските национални интереси, затоа што Грција дојде со 40 експерти и направија договор таков кој што е исклучително штетен за македонските национални интереси и во тоа време не го гледавме Петар Расовски како има став дека нешто не чини со договорот. 80 пратеници во собранието би гласале за промена на уставот по одредени прашања и треба да видиме по кои прашања тие 80 пратеници се служуваат. ВМРО не сама нема 80 пратеници, да имаше друг ќе беше пристапот, но во исто време 80 пратеника треба да се најдат за уставни реформи кои што ќе значат силна реформа на правосудството, на системот во Македонија, а она што го направија со Преспанскиот договор ќе им тежи на душа на тие што го промовираа дека само ако се потпише Преспанскиот договор ќе имаме европско здравство и европско образование, а меѓу тие беше и овој аналитичар и политички идеолог на СДС. Господин Адамски, зошто толку многу им пречи она што мнозинството македонски народ мислат и се сигурни дека договорот од Преспа и оној за добрососедство со Бугарија се многу штетни за Македонија и македонскиот народ, а воопшто не им пречи она што го бараат од двата соседи. Јас искрено се чудам и не можам да си поверувам на вестите последниве неколку денови дека политичари на ДУИ и на СДСМ активно работат против Македонија. Активно со изјави од Министерството за надворешни работи, од други институции излегуваат и зборуваат како Македонија не ги почитува договорите, како нашите соседи ги почитуваат договорите, како Македонија е таа која што треба да биде обвината во оваа ситуација. Мислам, нешто што ВМРО-ДПМН од опозиција никогаш не го правело. Ние никогаш не сме кривеле Македонија. Ние можеме да ја обвиниме македонската влада дека постапува на еден или на друг начин, дека нејзините представници постапуваат на лош начин, но никогаш не може Македонија да биде онаа која што е виновна за определени процеси. Внимавајте, имате држави во регионот кои што дури кога се виновни за определено прашање, сите застануваат заедно и ги бранат своите позиции. Во исто време, представници од Македонија на највисоки можни нивоа кои што беа досега, го прават сосема спротивното, ги бранат странските туѓите интереси наместо македонските, што за мене е навистина чудно, мислам. А секој ден вестите токму тоа го покажуваат. Така, ви благодариме господине Андоновски за ова ваше учество во Македонски корени. Верувам како и секогаш причинивме задоволство кај сите наши слушатели и гледачи. Ги дадовме одговорите на дел од прашањата. Да ви посакаме вам убав остаток од викендов, секое добро до вас и успех во тоа што ќе го работите во новата влада. Пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам уште еднаш на убавата емисија, на интересните прашања. Се надам дека го задржавме вниманието на слушателите и гледачите. Ве поздравувам и вас, да имате убав остаток од емисијата и убав викенд на сите ваши слушатели и гледачи. Остануваме во контакт и следното ваше гостување се надевам дека ќе биде во својство на министер. Поздрав и секое добро. Да сме живи и здрави, се најдобро. Се најдобро.